Над 2000 новозапишани жени земјоделки се регистрирани во последниве 2 години. Од Министерството за земјоделство велат дека се задоволни од поттикот и храброста кај руралните жени да ги зајакнат своите позиции во општеството, со што се позиционираат како вистински носители на земјоделските стопанства и водат кон подобрување на социјалната реалност. Тие се вистински носители на животот на едно земјоделско семејство. Драго ми е што кај рурална жена расте самодовербата. Стануваат се похрабри, тие се образовани и знаат како да го применат своето знание. Затоа преку ова многу значајна мерка, јас како министер за земјоделство, шумарство и водостопанство ги охрабрувам жените во руралните средини да ја зајакнат својата позиција во општеството. Целта на оваа мерка не е да се создаде позитивна полова дискриминација, туку да се подобри социјалната реалност. За ова зборуваат и фактите од нашиот единствен регистар на земјоделски стопанства, според кој број на регистрирани жени носители на земјоделски стопанства постојано расте. Па така како во 2019 година биле регистрирани 36.048 жени, денес тој број изнесува 38.241 жени, што значи дека имаме зголемување за само една година од 2193 жени кои се регистрирале во земјоделско стопанство. Ова е голем раст и показател дека мерката дала резултати. Сме успеале да ги поттикнеме руралните жени да се регистрираат и да аплицираат. Хоџа додаде дека иако првично биле предвидени 100 договори со жени регистрирани носители на земјоделски стопанства, тие обезбедиле средства да ги финансираат сите пристигнати апликации кои ги исполниле условите. За финансиска поддршка во висина од 3000 евра, грант наметен за доработка и преработка на примарни земјоделски производи, како и за набавка на опрема и за директен маркетинг за фирмите на фарма. Среќен сум што успеавме наместо првичните 100 договори да обезбедиме средства за сите жени кои аплицирале и притоа ги исполниле условите да добијат финансиска поддршка. Успеавме првично предвидените 9 милиона денари да ги зголемиме на 40 милиона денари, со тоа што овозможивме вкупно 250 жени да добијат грантот по 3000 евра. Во нивни интерес е и донесувањето на двата правилници за продажба од куќен праг за производи од растително и животинско потекло, кои ќе придонесат уште повеќе кон ефикасноста на мерката. Со парите во висина од 3000 евра, земјоделките ќе набават линии за производство, а тоа се за производство на сточна храна, опрема за производство мед и производи од пчели, опрема за млин, молзачки капацитети, калапи за сирење, машини за преработка и мелење месо и останата преработувачка опрема, набавка за опрема за винарство, со што ќе се развијат нови производи, нови брендови и нова додадена вредност во македонската економија токму во руралните средини, со што несомнено се поттикнува рамномерниот регионален развој, велат од Агенцијата за развој на земјоделството. Мерките се спроведуваат заедно со поддршката од телото на Обединети нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, кои партиципираа во креирањето и реализацијата на оваа мерка Рурална жена, како и невладениот сектор, Националната федерација на фармери, Рурална мрежа, Рурална коалиција, како и Министерството за труд и социјална политика и Факултетот за земјоделски науки и храна.